На денешен ден, 11 април. Илјада 514 година. Умре италијанскиот архитект Донато Браманте. Проектираше многу згради и ја реконструираше црквата Свети Петар во Ватикан. 1755 година. Роден е англискиот хирург и палеонтолог Джеймс Паркинсон, кој ја откри и опиша нервната болест на екстрапирамидиален систем, наречен според него Паркинсова болест. Прв го опиша воспалението на слепото црево и го објави во повеќе дела. 1854 година. Умре Карл фон Безедов, познат германски лекар и научник, кој прв ја прикажа и детално ја опиша болеста која настанува поради нарушувањето на работата на штитната жлезда. Роден е во 1788 година. 1884 година. Умре англискиот писател Чарлс Рид, чиј огромен историски роман Манастир и огниште е преполн со списи за животот на холандскиот хуманист Еразмо Ротердамски. Дела Никогаш не е предоцна, Грифит Гонгт. 1943 година. На пат за Солун надвор од селото Имера, Кожанско, Егејска Македонија, паѓајќи во заседа на националисти во организација ЕКА, загина Лазо Трповски, еден од наистакнатите револуционери и организатори на борбата на македонскиот народ за национална слобода и социјална правда меѓу двете светски војни и за времето на фашистичката окупација. Роден е во Костурско, Егејска Македонија во 1901 година. 1977 година. Умре францускиот писател Жак Анри Мари Превер. Неговата поезија ја карактеризира револт, младински цинизам и исмејување авторитети. Напиша повеќе сценарија во француската кинематографија. Негови најпознати дела се збирките песни Голем пролетен бал, Дожд и убавото време, Зборови и други. 2005 година. Умре американскиот микробиолог Морис Химелан. Во текот на повеќе децениската работа, Химелан даде придонес во борбата против болестите, како што се сипаници, менгитис, воспаление на белите дробови и хепатитис. 2007 година. Умре американскиот писател Курт Вонегат. Се прослави со романот Кланицата 5, а пишуваше театарски парчиња, есеи и новели. Неговите романи во 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век беа некој вид патокас на американската контракултура. 2012 година. Творецот на некогаш популарниот компјутер Commodore 64, Джек Трамиел, умре во Њујорк на 83 годишна возраст. Трамиел, чие вистинско име е Идек Трамиелски, е роден во 1928 година во полскиот град Лојч. Откако го преживеал нацистичкиот логор Аушвиц, во 1947 година емигрирал во САД. Во 1954 година ја формира компанијата Commodore International, која во 1982 година го лансира еден од првите персонални компјутери во светот, Commodore 64. Овој култен компјутер имаше примерна меморија од 64 килобајти, читач на дискети, 8-битен микропроцесор и конектор за кетридж, а можеше и директно да се приклучи на телевизор. Напишани се околу 10.000 програми за Commodore 64, во кои влегуваат и развојни апликации, канцелариски алатки и игри. Во периодот на неговото производство во 1982 до 1993 година ширум светот се продадени над 22 милиони примероци, со што Commodore 64 е вклучен во Гинисовата книга на рекорди како најпродаван компјутер на сите времиња.